Ова е општина Новаци, прва асоциација за рек Битола, дом на најголемата житница Пелагонија и една од најраспространетите општини во државава по територија. Иако има само 2648 жители, минатата недела постави нов рекорд. Според избирачкиот список, во општина Новаци се запишани 2498 гласачи. Повеќето од нив, или околу 74%, минатата седмица одлучиле да излезат и да гласаат, со што Новаци стана општина со најголема излезеност во првиот круг од претседателските избори од цела држава. Низ бројки, во општината има 150 резиденти повеќе од колку гласачи. Односно, на пописот во 2021 година се пребројани 2648 резиденти. Од нив, околу 2150 се полнолетни, а на изборите гласале 1850. Сепак, низ Новаци повеќе врват камионите на рек отколку луѓе. Тоа му пречи на 19-годишниот Филип Стојановски, кој не може спокојно да го вози квадрициклот. За мене окей, за сега само сообраќајач ми сметам. Иднината каде ја замислувате? Надвор од Македонија, немам. И па ако велите окей, тука зашто надвор? Шо знам, ќе се проба. Надвор од Македонија. Гласам лично, не по од што сакам, од што морам ето. И за тоа не ќе многу да коментирам, пошто не ме интересира толку. Зошто морате? Има притисоци? Има некои притисоци, ама не... Партиски или, пример? Партиски. За вработување? За вработување. Работата, така. Жителите на Новаци сакаат да приседнат во локалните продавнички и кафеанчиња, но пред камера тешко кој изборува. Затоа тргнавме во обиколка на другите села во општината. Ако се земат предвид бројките од Државната изборна комисија, највисока излезеност на ниво на општината имало во селото Долно Агларци, над 85%. Во топ 3 се и Далбеговци и Добромири, со 84,17 и 83,59%. На гласање излегле најмногу, но во обичен ден во селото Долно Агларци тешко е да се најде човек. Овде нема ни училиште, па се гласало во поранешна продавничка. Еве сега нема ништо, гледате, празна е сега зграда на општина Новаци. Гласачко место. Гласачко место на село Долна Агларци, 159, еве го параванот. Тоа е. Тука се гласаше. Да, овде беше кутијата ставена, параванот беше овде ставен, комисијата таму и беше се во ред. Немаше никакви прибелешки овде. Продавничката е затворена со години, па жителите на Долно Агларци по намирници мора да одат во другите села или во Битола. Важно гласачко место имате? Имаме 159. И најголема излезност. Па треба цела Македонија така да излезе. И што мислите, зошто луѓе го издегуваат? Затоа што ова беше испод дното. Мислам дека Македонија изгубивме. Затоа издега за народ. Народо ја кажа неговото незадоволство, го кажа народот. Во ред меѓутоа и за другите кандидати имаше глас. Гласа, тие нормално дека сега не може ни да биде сите незадоволни или сите да ме сака или сите да ме некат. Пред избирачкото место истакнате и записникот од гласањето. И овдешните гласачи мнозински одлучиле да ја поддржат Гордана Силјановска-Давкова. Во селото живеат само македонци, но по еден глас добиле и Бујар Османи и Арбен Таравари. Во првиот круг гласал и пензионерот Веселин Крстевски. Што ве мотивираше да излезете? За подобро да биде во животот, во младежот да напредува, да не ни бега, да се задржи тука. Вие лично што живеете? Сега сум пензионер, иначе земјоделец. Имаше притисоци да се гласа, да се излезе? Кај мене немаш. Другите не знам. Работоспособното население во доминантен број работи во рек Битола. Рано се пензионираат, па можат да се посветат и на земјоделство. Нивите во околината веќе се подготвуваат за сеидба на тутун. Мотивација кај младите и кај постарите со ова шо, мислам, овие што го направија ова, со промена на име, со сите работи, со несигурни плати, со друго што да кажем, и децата си го бара спасово
надвор од државата. Излезеноста е тоа, има некој револт кај меѓу жителите на оваа општина. А што очекувате за промена? Што очекуваме за биди за подобро? Македонија подлежи на рек. Сите, например, приходи што може да ги оствари државата најголеми се од тука. А ние останаме најслаби да бидеме тука, ме разбираш? Што очекувате кој да победи? Еве се имаме и парламентарни и председателски. Што би им порачале? Најубаво е никој да не победи, сите да напрате на влада што знае паметно да ја води, а не овој партиски да нема партии поќе. Една да биде за Македонија и крај. Не треба партии да се дели народот, не е убаво. Моje мислење, а кој како сака нека прави. Ако иселувањето не запре, просечната возраст на населението во општината ќе порасне значително. Ова го загрижува и градоначалникот кој вели дека презема мерки преку финансиска помош за бруцоши, првачиња и новороденчиња, како и други мерки. Младите, работоспособните луѓе ја напуштаат општината, што е за жал голем проблем. На кој што секојдневно посветуваме внимание за да направиме максимални напори да го подобриме квалитетот на живот, да им дадеме услови на младите. Го прашав на градоначалникот дали евентуалните притисоци би можеле да се доведат во врска со тоа што повеќето луѓе работат во РЕК Битола. Може би тоа се должи како резултат, да, секако може би, примораноста или притисокот кој што го добиваа луѓето од структурите кои што работат во комбинатот, да, од една страна, од друга страна револтот го искажа на гласачкото место, а секако причина повеќе беше тоа што и теренот беше добро обработен од нас како политичка партија, односно од ВМРО ДПМН. Поточно ние допревме до сите наши жители. Ако ги анализираме резултатите од првиот круг, кандидатката Гордана Силјановска-Давкова има освоено најголем број гласови. Дали ова може да се доведе во корелација со наводите за притисоци? Без разлика на притисоците кои што влијаеле, ова би било на некој начин резултат како револт на тие притисоци. А од РЕК Битола велат дека притисоци нема. Правото на глас е загарантирано со устав и волја на секој граѓанин е дали ќе го искористи или не. Во РЕК Битола, единственото нешто што се бара од вработените е да ги извршуваат своите работни задачи. Во првиот круг, мнозинството гласови на ниво на општина Новаци ги доби кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска-Давкова, 1146. Втор е Стево Пендаровски со 497, па Максим Димитриевски со 111 гласа. Зад Билјана Ванковска застанале 36 мина, Бујар Османи добил 8 гласа, а Арбен Таравари 2. За Стевчо Јакимовски, овде никој не одлучил да гласа.